Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Контейнерите во Тетово преполни. Општината најавува нови заедно со механизација. Во Гостивар официјално беше отворен нов шалтерски пункт на пошта. Патронатот на Кут Илјоантески смок одбележан со изложба и положување цвеќе. Периодов поради поголемите количини смет кои се создаваат, комуналните работници со полни раце работа. Преполни контейнери можат да се забележат речиси во сите населби на Тетово. Од општината најавуваат набавка на нова опрема за полесно справување со овој проблем. Со пролетното чистење на домовите и дворовите, контейнерите се преполни, а околу нив можат да се забележат и расфрлани отпадоци, сечени гранки, делови од мебел. Слична е гледката и на влезот на Попова шапка. Граѓаните велат дека градот е нечист поради несовесно однесување на поединци, но и поради немањето доволно контейнери. Насекаде смет, насекаде отпадоци фрлени. Не се чисти, не се прави ништо. Центарот се знае дека се одржава некако, али постранично мало. Около ѓубре тоа не чинги, тоа не. Го фрлят граѓаните, све нема каде и го фрлят. Пошто нема каде да го фрлят и тоа треба да обезбеди општината. Од општина Тетово пак велат дека редовно ги чистат контейнерите, а бидејќи периодов се создаваат поголеми количини смет, на некои места интервенираат и во 2 наврати во текот на денот. Најавуваат набавка на нова опрема за јавното комунално предпријатие за поефикасна работа. Оно што мислам дека ќе олесни оваа ситуација е новата механизација која што е во процес на набавка. Значи документацијата е веќе завршена, се очекува нели истите да пристигнат како една поголема поддршка на јавното комунално предпријатие во Тетово, а станува збор за нови камиони, нова механизација, еден голем камион, еден мал камион и 2 средни камиони, како и 154 нови контейнери кои што ќе бидат распоредени низ целата територија на град Тетово, како и на делот на Попова шапка, а исто така очекуваме да добиеме и 2 мали чистачи на улиците на град Тетово. Се надеваме дека со ова ќе се олесни работата на јавното комунално предпријатие, а исто така и ќе се намали сметот кој што во моментот го имаме по местата каде што се поставени контейнерите низ градот. Од општината апелираат на посовесно однесување од страна на граѓаните. Регулација на коритото на Вардар во Долно Полошко ќе ги спаси селата од поплави и полето од уништување, но проектот стои во фиока. На оваа тема работеше Милена Вучевска. Чести поплавувања и непроценливи штети по нивите и плодните површини предизвикува нерегулираното корито на Вардар во Долно Полошкиот крај. Земјоделците се жалат дека полето е веќе уништено. Нивите се велат со песок и кал, па не може ниту да се сади. Например, се случува сено предигање, излага Вардаров, го фрляш. Се посадил ченка едно друго, го уништи. Прави штета. И самата површина почвава га менја структурава на земјава. Поранова било стварно плодно земјиште, а сега е пеплиште. Проектот за регулација на коритото на Вардар постои, но само на хартија. Неговата реализација, која ќе ги спаси селата од поплави и полето од уништување, се најавува само пред избори, се жалат мештаните. Треба да се регулира, треба да се прошири, да се ископа, да се намести. Друго што да кажам. Зашто доаѓа е поплаве, се доаѓа. И не може да се И обеќано е све, ништо не сториле до сега. Само и да кој има предизбори, обеќаваа све ќе се направи, ќе биде и ништо на крај. А има штети по нивите? Па има кој доаѓа Вардарот, има се. Во општина Егуновци велат дека имаат доставено проект до Министерството за транспорт. Од таму чекаат пари и зелено светло, оти се работи за сума од околу 6 милиони евра, која локалната самоуправа не може да ја обезбеди. Општина Егуновци не располага со толка голем буџет
и чекаме од страна на државата да се изнајдат средства и да дојде до решавање на овој, би рекол, 25 годишен проблем што е на реката Вардар. Долнополошките села речиси секоја година се поплавуваат. Освен штетите по домовите кои се покрај реката, и полето е постојано под вода, па полека згаснува и земјоделството во овој крај, а луѓето се иселуваат. Во Гостивар на локација близу зградата на судот денес официјално беше отворен нов шалтерски пункт на пошта. Генералниот директор на пошта Јани Макрадули најави скоро реновирање на главниот објект кај Саат Кулата, како и нови вработувања. Подружницата на пошта во Гостивар го зголеми шалтерскиот капацитет. Денес официјално беше пуштен во употреба нов пункт за услуги за граѓани и правни лица, кој е лоциран во близина на зградата на Гостиварскиот основен суд. На отворањето присуствуваше и генералниот директор на пошта Јани Макрадули. На овој начин се приближуваме она што го е наше мото на менеджментот на пошта, се приближуваме до граѓаните, да им го олесниме процесот на работа, да не чекаат премногу редови во банките и на тој начин и да придонесеме во намалувањето на влијанието на ковид пандемијата. Во овој момент, овој преубав објект, да бидам искрен, сакам да нагласам, е направен со наши средства, практично со наши раце, користени се делови од други пошти кои што се нерентабилни, кои што се затворија и навистина ми е драго што покажуваме дека пошта може сама и да се снајде за некои работи. Овдека ќе има 4 шалтери, значи 3 за оплата и 1 за поштенски пратки. Еден од оние за оплата ќе биде за правните лица, кога земаме обзир дека сме окружени од нотари, институции, факултет, авокати сите, значи за нив треба да се грижиме, тие имаат секојдневна работа во пошта, оплати, тие работи, изводи, што ќе вадат сега соработка со Алкбанка. Тоа е се што ќе биде служено во просторија, новиот деловен простор. Макрадули информираше дека при крај се тендерските процедури за реновирање на главниот поштенски објект во Гостивар кај Саат Кулата и се очекува наскоро да почнат работите на терен. Генералниот директор исто така најави нови вработувања. Очекувам, бидејќи имаме квалитетни понуди, да се избере изведувач кој ќе направи една убава, европски, модерна и функционална пошта овде во Гостивар, бидејќи очигледно е потребата на граѓаните, на компаниите за една доверлива, ефикасна организација пошта која што ние сме спремни да им ја пружиме ним. Сега се покажа дека со воведувањето на некои дополнителни услуги од страна на заедно со нашиот партнер од Халкбанка има потреба од некои дополнителни шалтерски работници и се разбира, бидејќи реков пошторазнесувачите, поштарите понашки динамично одат, доаѓаат, можеме да сметаме дека уште неколку места ќе бидат пополнети овде во Гостивар во престојниот период. На тендерот за реконструкција на Гостиварската главна пошта се пријавиле 8 фирми. Со проектот, кој е вреден околу 200.000 евра, нов лик ќе добијат и шалтерската сала и канцелариите на администрацијата. Новиот пункт на пошта во Гостивар ќе биде отворен секој работен ден од понеделник до петок во една смена од 8 до 16 часот. Согласно стабилизирањето на епидемиолошката состојба се зголемува капацитетот во градинките. Наместо 15 во една група може да бидат згрижени 20 деца. Во тетовските градинки пак ќе се примаат дечиња со приоритет при уписот. Плюс 5 дечиња во градинките. Согласно мерките за заштита од COVID-19, во една група може наместо 15 да има 20 деца. Ова се последните донесени нови мерки на државата, согласно стабилизација на епидемиолошката состојба. И покрај пандемијата, заинтересираноста на родителите за упис на нивните деца во градинка не намалена. Во тетовските градинки пак, приоритет за упис имаат оние деца чии двајца родители се во работен однос и децата со самохрани родители. Моментално, знаете, министерот за здравство кажа дека веќе можеме да примиме плюс деца во групите и одма започнавме со тоа. Прво се повикуваат тие деца што биле запишани во градинка
но не сме имале можност да ги примиме. Продолжуваме со тоа дека двајцата родители треба да работат или да е самохран родител. Потоа, ако увидиме дека имаме уште слободни места, ќе бидат повикани и родителите кои за тоа време аплицирале на нашата страна, каде што рачунаме дека поголем број ќе бидат примени. Состојбата со заболени со коронавирус во градинките е стабилна, а повеќе од половина од вработените во овие установи се вакцинирани, вели директорката на детските градинки Младост од Тетово, Рамија Даути. Значи, во градинките во Тетово имавме неколку негователи и воспитувачи кои се разболеа од COVID-19, но не беше тоа алармантно, бидејќи беа разболени од сопрузи, имаја и други членови од фамилијата, значи не беше директно од градинка разболени. И 3 групи, за цело време само 3 групи имаме затворено, значи не е нешто алармантно. Веќе сега имаме повеќе од пола од вработените са вакцинирани и ревакцинирани, другите чекаат да бидат повикани, така што очекуваме да понатаму немаме никакви проблеми. Во тетовските градинки моментално се згрижени околу 370 деца, а работата во истите се одвива согласно протоколите за заштита од COVID-19. Микробиологот професор доктор Никола Пановски вели дека треба да се продолжи да се почитува физичката дистанца како мерка, а пандемијата полека ќе се смирува и би завршила идната година. Секако на отворено не треба никој да носи, особено ако не се во гужва, растојание помало од 2 метра. Значи ако не чекаат ред или ако не чекаат ред во банка или на автобуска станица, не би требало да носат маски, тоа е сосема непотребна мерка која никаков ефект нема, освен лош психолошки ефект за граѓаните. Тоа пандемија, ако не се јават некои мутирани соеви од кои нема да штити стекнатиот природен или вештачки имунитет, ќе заврши до крај скоро до идната година, ова време би завршила и мислам дека можеби мал бран зимовска, есенска да има, како што има за сите респираторни болести, кој нема да биде трагичен како што беа овие 2 што ги преживеавме лани и оваа година. Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски смок од Тетово го одбележува својот патронат. По тој повод во музеот на град Тетово организира изложба на карикатури, која ќе биде отворена до 23 мај. Полагање свежо цвеќе пред споменикот на Илјо Антевски смок на 2 бреста во Тетово и изложба на карикатури во музеот на град Тетово. Ова се активностите кои Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски смок ги организираше по повод патронатот на Сдруженијето и одбележувањето на 78 години од смртта на Илјо Антевски смок. Во музеот на град Тетово се изложени околу 80 карикатури на познатиот македонски карикатурист Мирослав Ѓорѓиевски Миро на тема пандемија со COVID-19. Денеска по повод смртта на Илјо Антевски смок, инаку тоа одбележувањето на 78 години од смртта на Илјо Антевски, денеска положувавме цвеќе пред споменикот на Илјо Антевски, а исто така направивме и изложба. Изложбата е од Мирослав Ѓорѓиевски Миро и е изложба на карикатури со тема COVID-19. Изложбата ќе биде отворена од 17 до 23 мај во просториите на Националната установа Музеј на Тетовски крај. Тука ќе можат да дојдат ученици, било кој да ја посетат, отворена за сите. И има околу 80 карикатури. Активностите се реализираат и по повод 18 мај, светскиот ден на музеите. Возач кој управувал со поголема брзина од дозволената се обидел да удри полициски службеник. Приведени 4 лица кај кои било пронајдено оружје.
Вчера околу 18 часот на улица ЈНА во Гостивар при вршење службени дејствија во сообраќајот. Двајца полициски службеници од полициското оделение за безбедност на патниот сообраќај Гостивар дале знак за запирање на патничко возило Шкода Рапид со скопски регистерски ознаки, кое се движело со брзина поголема од дозволената. Возачот на возилото не застанал, ја зголемил брзината и со возилото се обидел да удри еден полициски службеник, пошто продолжил со движењето. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Полицијата вчера 50 минути по полноќ кај местото викано Триводијатар на село Брезно лишила од слобода 3 лица од Слатино на возраст од 30, 20 и 22 години и едно од непроштено на 36 годишна возраст, бидејќи кај нив биле пронајдени ловечка пушка АТА со 30 парчиња муниција, еден карабин Сава Сарс со 3 куршуми, пиштол Глок и рамка со 16 куршуми, за кои не поседувале дозвола, ловечки нож и патничко моторно возило без регистерски ознаки. Лицата биле приведени во полициска станица и по целосното документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 10 часот во СВР Тетово малолетничка од Скопје во присуство на педагог од Центарот за социјални работи Тетово пријавила дека претходниот ден во село Маџари после вербална расправија со употреба на сила била однесена во Тетово каде била и физички нападната. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. 59 годишна жителка на Скудриња вчера пријавила каснување од куче бездомник, а 42 годишна тетовка пријавила дека во село Мала Речица нејзиниот малолетен син бил каснат од куче бездомник. Од СВР Тетово информираат дека за неносење маска во текот на изминатото деноноќие биле казнети 69 лица, од кои 28 во Тетово и 41 во Гостивар, а едно лице од Тетово ја прекршило владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Останете со нас, следува спортскиот преглед. Пријатно!